Добро вечер. Драго ми е што беше да сте повторно овде. Е четврти ден, филмскиот циклус 68 година на филмот, се обидуваме да не да реконструираме, туку да сватиме или да се сетат тие што биле тогаш сведоци и учесници, што било. Париската 68 година студентите главната нивна парола била да бидеме реално, да бараме невозможното. Еден од апокрифите за таа Париска 68 година вели дека автор на таа парола е Жак Лакан. Иако тоа не е потврдено, но бидејќи неговиот најголем епигон на денешнината, Славој Жижек, се уште верува дека комунизмот е можен, веројатно е дека е Жак Лакан автор на таа парола. Во Стокхолм студентите го исвелиле Ингмар Бергман од академијата, нафтајќи му со црвени книжки и барале, исто како Париз барале комунизам од кинески тип или маоизам. Го исвелиле Бергман затоа што тој им тврдел дека за да демонстрира своите револуционерни намери, подобро ќе бидат прво да научат да глумат занатски, па после да се бават со револуција. Во Белград студентите исто барале повеќе социјализам по глава на жител. На филозофскиот факултет го окупирале практично и напишале парола дека тоа е црвени универзитет Карл Маркс. Еден од учесниците и сведоци на тоа време е Мартин Панчевски. Мартин. Добро вечер и еве што баравте тогаш како студент? Добро вечер на сите. Се слуша? Да. Че вака волето беше вако јасно дека 50 години сигурно говори, ја не гледам и према вас ко публика, дека е интересна тема за луѓе кои се постари. Јас се разбирам тогаш овие настани за кои се надилски се говори, имам 20 години и една од компонентите, јас мислам сега, во денешен аспект, дека е жал на младост, нормално. Кога сме помлади, се не изгледа поинако. Од друга страна се прашувам дали уопште можеме да говориме за едно друго време, пошто тоа е друга држава, друго време, друг систем, друго уредување. Тоа тешко може да се направат некои паралели со денешнина, да се изучи некои што ние како тогашни млади сме правеле, што може од тој дух да се пренесе денеска. Точно е ова што рече дека на филозофски факултет пишуваше голема една парола. На една од големите пароли била долу црвена буржуазија. Да, и тоа беше. Ја тогаш само да кажам, пред студент на факултет за драмски уметности, тогаш беше Академија за позориште, филм, радио и телевизија, така се викаше, и географски, да опишем и Белград, беше во центар, кај што и денеска филозофскиот факултет, а Академијата беше на 100 метри во Кнез Михайлова, кој бил Белград, да е многу близко до филозофскиот факултет. Тоа, пошто беа адаптирани, таму имаше и треска една продавница, ова наша треска, која пропада, дека не знам што се случи со незе. Имаше и предности, тоа адаптиран простор беше, не беше за универзитет. Меѓутоа предност е тоа што се жалеа полицајците после, пошто траеше недела ден на тие јунски демонстрации, дека не можеле да најдат. И дори прашуваа, пошто униформирани, кај се наоѓа Академијата да биле задача. Па имаше и коњици, така. Интересно беше гледано од денешен аспект. Меѓутоа, ја мислам дека таа генерација бараше, или духот беше на тие протести, од лево уште полево. Не, како да ви рекам, ако правиме некоја компарација со денешнава ситуација, тогаш младите сакаа, пошто тоа беа 20 до 25 години, се разбира тогашни студенти, кој преживел денеска, као мене 70 и повеќе има,
Тела беа незадоволни од начин на живење и почетоците на раслојување. Сега, како да ви кажем, вие сигурно знаете, раслојувањето или имањето, имучните има многу малку разликите беа. Водно денешните се астрономски. Да речеме, не можеше да... Добро, тој систем не дозволеше приватна својина. Не секако имаше дел што беше дозволено и некои републики, тогаш на Словенија, да речеме, имаше и фабричиња малечки. Кај нас немаше ни занатски пулани во Македонија. Тоа ми останало одсеќавање и дека така, кога доаѓавме од Белград, Македонија изгледаше како ништо да не се случило. Темен била Хронологијата на настаните за Белград демонстрациите во јуни 68 година, тоа се 6 дена, или така? 6 дена. 7 недела дена, да. Вели дека првиот искрата на тие демонстрации било тепачката меѓу студентите и бригадирите. Тие таму имале на акција, имало некоја приредба, бригадирите влегле, студентите не можеле, али тоа Момо Капан во едни негови романи го објаснува. Дали јуни се случи баш тогаш и заради оние јунски испитни сесии, напоста нервозата? Не знам, јас се сеќавам точно е тоа дека на 4 јули 68 почна ужвите. Тогаш, тоа се сеќавам, бев на Угнезвика, кај на факултет, а колега Русумир Богдановски беше од таму почна не само бригадири, него имаше студент, и ден денеска мислам дека се комплекс на студентски домови, згради. И тие студенти дојдоа кои нормално студираат за разни факултети, направен економски, ние на академија малку имавме, Русумир, не знам колку 20 кои таму живееа во студентски дом. Мартин, извини, знаевте ли, имате ли информација што се случува во светот, например, дека Париз... Да, имавме. Дури некој не напаѓа дека се води помодна политика, дека младиве се помодари, еве што се случува во Париз, па тоа светско движење и сега мора и тука во Белград да се случува. Иако ја не мислам дека е тоа. Какво беше организацијата на протестите? Имаше, дали беше стихино или имаше предводници? Не, организирани беа, имаше одбори, ја знам за нашиот факултет, на другиот факултет не вем. Имаше одбор, секој ден се менуваше. Компании. Молам? Добро организирани. Добро организирани. Не мислам дека има влијание, од надвор имаше обиди, ама не верам дека имаше од толку организирани беа само, еве ја ќе ти кажам од свој аспект, можам да говорам најрелевантно. Вториот или третиот ден ја деневме, се договоривме на академијата, на нашиот факултет, пошто мала е тоа, као и денешна академија овдека. Малку луѓе, малку професори, али професорите беа со нас студенти. Тоа е сигурно од деканот, покој на сега Миличевиќ, мора беше сопруга на овој новинар, не Гризен, како се беше. И беа солидарни и асистентите, целото наставно особје беше тука со нас. И телевме лекција да им покажеме на работниците, пошто се говореше, се пуштаа разни пати, значи добро организирани си и од другава страна, не студентиве дека... Уште подобро. Најдобро, што може. Ти раскажеш и таа случка, што ме раскажуваше пред 10 години, кога зборевме на 40 годишнина, ти си добил задача да фрлиш летоци во Раковица. Во Раковица, да. Тоа е работничка четврт. Да. Индустрија на трактори, мотори, тогаш се произведува, сега наводно Србија ќе го продаваат и на Индија, ќе доаѓаат да произведат повторно трактори, али големо имаше 15.000 можни работници. Така да... Ќе раскажеш кратко таа случка? Можем накратко. Многу кратко се заврши тоа пропагирање, наше тројца бевме една од глума, Зечевиќ од режија и дојде полиција не уопште, кратко, јасно не развоја да не се договараме и дури попладнето ме пуштија, мене бар. А овие беа порано нешто пуштени. Вајде инсистирали и професорите, пошто беа цело време билам на факултет, не ги оставија студентите да демонстрираат, да се организираат. И се пронесе глас дека ете ги тепаат студентите, дека не знам ги
пливачот, што не е точно. Мене барем ништо не ми направи, а и не чув. Јас само показно, од како заврши ова џурултија, значи после ова недела дена, со братучет имав постар од мене, на машински студираше. Белград, он па амбициозен, малку му било овде на машинско Скопје, уште повртно. И ми вика, некој од вашава академија го лапсиле, тоа за мене ви сличам, он не знаеш. И сакам ме да искочиме надвор. А ја му викам сега побрегу. Абе, Митко, викам, вие на изигравте ором, а стварно седмиот ден Тито се појави на телевизија и рече студенти су управо. И они први машински искочи, опа, ор се изигра, економски и така. Дали Тито ви изманипулира, Да. како менеджер на кризни ситуации? Апсолутно, тоа беше една манипулација, мислам. Ние на академија тоа се сеќавам, рековме и 8 ден ќе штрекуеме, дојдоме, тука испиевме цело време, 24 сата, не идеме, поготово ја, пошто имав газдарица, спиев као студент, не ми беше домицилна држава или град. Така да, сите седевме на академија, меѓутоа, деканката рече, нема шанси, ајде да се разиđemo. Присуствуваше на тој чувен говор на Робеспиер на Стево Жино, што би имало Крајот го фатив. Што би имало филмот Рани радови. Да, малку го гледам, пошто нормално тука бевме. Тој во филмот се гледа дека има една наелектризирана атмосфера. Да. Вистина беше така? Па беше. Ја ти ви кажам зашто манипулација. Како се одржи ова чуени говор, и тоа мислам дека од политички, од негов аспект сега, од како остарев гледам, дека го рече. Така требало. Иначе смирување нема да имаше. Кој знае кај ќе беше, кој ќе се ова што лапен и вика дека добро организира, кој ќе се вмешаше, Господ знае. Меѓутоа, работата се смири, се испумпа и после 2-3 дена Мијановиќ, мислеше, студентот беше, прво го лапсе него. Влада Мијановиќ или Влада револуција? Оди до затвор. Да, инаку тој подоцна завршил како работник на бензинска пумпа во Америка. А тоа не знам. Јас знам дека за Лазар Стојановиќ, кој го снимаше пред тоа Пластичен Исус, сега скоро релативно го гледав. Не знам сега, времето си го чини своето. Денеска време јас сум зашто уопште бил забранен. Тој беше бункер, а он одлежа може 6-7 години. Една од теориите на Богдан Тирнанич, зашто е забранен Пластичен Исус, е затоа што во филмот Лазар Стојановиќ ја снимил свадбата на Љубиша Ристич и Нада Кокотовиќ, а он им е кул. И после кога во тамо кај што треба, кога виделе кого све има на тие снимки, а на Љубиша Ристич татко му бил шеф на КОС. Да, наводно беше за генерал беше. Сега шеф не знам сеќавам, али дека беше некој. Имал висок чин. Висок, да. Генерал, не шеф на КОС. Генерал. Шеф на КОС може да биде и полковник. Да. Тоа во хунта во Грција. Овде ке нас се пазало генералима. Се знаело овде ред. Добро, ама да не испадне мовет само со лапе кој го знам, можете да предлагам и прашање некоја ако има. Има ли некој прашање? Добро. Ајде. Пошто по јуни бе во Скопје, имаше и во Скопје нешто. Може би повеќе да покажеме дека имаме и овдека студенти, дека пратиме некоја ситуација, посебно во Париз. Така да можам да се сетам дека Димитар Митрев не собра 500, мислам и повеќе, во педагошка академија и се изредија неколку кои што повеќе површно тоа целото го гледа, кинези, Сартар, ова, она. А Димитар Митрев на крајот говорот, пошто со тоа време се случува некои работи и во Грција. Не знам дали на него или на некој му текнало дека треба да отидеме ние вака собрани пред грчкиот конзулат. И ние од педагошка 500 бевме на почетокот, до таму 2-3 се собрани. Едно по едно. Мада тие што беа организаторите прво ги снема. Не знам како не ни приметивме дека го нема ни Димитар Митрев. Отидовме пред конзулатот, млади како млади, почна малку камења, малку ова, она. И до тогаш гледавме дека само во Париз има конјаница која што тепа, има полицајци со штитови, има коњица.
дека во Скопје има конјица и дека има припремени пожарни карни возила со топови, тоа не сме знаели. И не сме знаели дека секој втор покрај нас што беше извади палка и почна да млати. Не само што добивме ќотек, него никаде, ама никаде, ни телевизија, ни некој вестник, ни радио не објави ни збор дека нешто се случило во Скопје. Јуни 68. 7. Или 67. Коде ја наставите ова што го Може би 61. Важно, Димитар Митрев горе одржа состанок и се спуштите кај конзулатот. Добро, само за една година е утнато се. Па не, ама тоа се припремаше, тогаш беше исто и по Париз. Еве, јас само да појаснам, утре вечер ќе имате можност да го видите филмот Утопија 1968 годината на Килиберна Надеж, на Никола Токаджиски. Иначе ја повеќе сум учесник на сексуалната револуција, него на ова. Тоа ми повеќе годеше, пошто сум карикатуриста. Па млади бевме, фала Богу, сега не би учествувал во таа револуција. Не би ни во она, затоа што, еве сега за 68 да се вратам. Оние личностите кои учествуваат таму, на крај како заврши? Доста голем дел од нив, иако тогаш беа млади со некои други идеи, 90-те години беа, да не кажам што, али беа начело на она се што се случуваше во таа бивша Југославија и растурачи. Баш оние кои што беа 68-мачи. Да не ги изборам кои се тоа личности беа. Една од стратегиите на 68-машите париски е долгиот марш низ институциите. Мада мене тоа долгиот марш ми асоцира баш на Мао Цзе Дунг, и неговиот долг марш кога ја презема власта во Кина. Ама ние не ја прифативме идејата на Мао Цзе Дунг, ручење, културни револуции. Тоа малку парижаните се занесува и тоа се. Ние бевме по-умерени, ние некои други по-практични работи баравме. Мартин, сакаш да додадеш? Не. Ја колку се сеќавам од тоа време, баш ова за Мао Цзе Дунг, мислам дека не само што не прифативме, него и одбивне гледавме, дури со неподоштување, како би рекол. Од денешен аспект, ја мислам дека тој си го има своето место во кинеската историја. И на филозофијата, и во политичката историја. Пошто сега, можам, тогаш и не ја знаеш, морам да признам, али Кина, една третина од населението немаше да јаде. Они го возможи со таа културна револуција го сврте вниманието и му возможи шака пиринче, што вика овие. Точно е тоа. Тоа се факти кои денеска може да се прочитаат ако внимателно се гледа. Сега, тогаш се слагам дека никако не беше интересно. Ни црвен армија. Тоа парижаните појде на ова. Ние немаше уплив тоа. А тоа дека генерацијата таа меѓу која јас спаѓам од екс-Југославија, после одвојувањето на Македонија, придонесе, знаете што, доволно време, колку има 27 години, ја мислам дека не придонесе доволно. Од таа генерација, јас само ќе кажам, поред Милчин, Унковски, вие тука, Русмир Богдановски, ова што ги знам што сум соработил, не беа тоа лоши луѓе кои нешто не допринесува за Македонија. Мислам дека беше и денеска, за жал, имам впечатлок дека една лефтерно проста, како би рекол, маса се владе. Сите мислат дека се можат да направат, сите мислат дека можат субституција да направат. Еве пред малку зборевме, може да напише Фейсбук свое мислење и ќе стане новина. Не. Професиите се професии. Лекар е лекар. Ја не можам да бидам лекар, никогаш не сум. Сега, како на вицот, и како го прашал еден другиот, знаеш да се виш на клавир, не знам, викам, можам да пробам. Има многу пробање, во тој смисол. А овда беше генерација која беше, како би рекол, нарихтана да го цени професионализмот. Ја можам да говорам за овој дел, уметнички овој. Благодарам, Мартин. Сега ќе имате прилика да гледате 10 ролни 35 мм траки, 10 траки од избор од филмски новости од 1968 година. Пријатни проекти.